Почитувани сограѓани, изборите се врвно демократско право, можност граѓаните давајќи го својот глас, да ја креираат својата иднина. Секој од вас има можноста за избор, а вие, почитувани сограѓани, го имавте изборот и пред 4 и пред 8 години. Ние го почитуваме вашиот избор, кога своите очекувања и надежи ми ги доверивте на Зоран Дамјановски. Денес, неколку дена пред изборите, ви се обраќаме вам, затоа што заедно со вас го делиме на задоволството од неостварените ветувања на актуелниот градоначалник. Имено, најголем проблем во Куманово е невработеноста, за која локалната власт последниве 8 години воопшто не најде начин и време за поддршка. Така за локалниот економски развој, преку кој требаше да се отворат нови работни места, не се направи ништо. Во екот на изборната кампања се изнаслушавме еден куп лажни ветувања од страна на СДСМ и Дамјановски, меѓу кои ветувањето за отварање на индустријска зона, каде на 60 хектари земјиште ќе се обезбеди простор за отворање на 60 фабрики. Останува нејасно. Што правевте досега? Како е можно досега ниту една инвестиција да не влезе во Куманово? Дали знаете каде се наоѓаат сегашните индустријски зони во Куманово? И што? Што направивте досега во решавањето на нивната инфраструктура? Со што ќе ги привлечете инвеститорите? Со неефикасна и бавна општинска администрација, каде вистинска голгота е да се добие дозвола за градба, со неразвиена инфраструктура, со антиинвестицијска даночна и комунална политика. Велите ќе ги советувате нашите сограѓани кои работат во странство да ги инвестираат своите мачно заработени пари. Како ги советувавте досега? Кого советувавте? И конкретно за која инвестиција дадовте поддршка? Дали за масовно градење и купување на стамбени згради, со што гледано долгорочно, граѓаните на Куманово немаат никаков бенефит? Почитувани сограѓани, ВМРО ДПМН е воедно се согласува со Цветковски и Дамјановски. Кога, ако не сега, да се стави крај на домаќинското работење? Доста е од лажни ветувања и празни зборови. Време е да ги избереме делата. Овој пат граѓаните ќе го направат вистинскиот избор. Ви благодарам.